Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за содржините во вечерашно издание. Кој е ставот на Груевски за мајскиот договор со ДУИ? Ниту сме подпишали документ, ниту сме имале намера да подпишеме документ, ниту ќе подпишеме документ. Бујар Османи се колне во договорот и бара примена на принципот победник со победник. Ниту пак постигнавме согласност за така наречена Бадентерова влада. The basic task is for the incoming government is to roll back what the European Commission have called the capture of state institutions. That's an enormous task. It's not just about introducing a law here or a law there. It's about changing the behaviour of institutions. Британскиот амбасадор Чарлс Гарет за очекувањата од новата влада. Едва 1/3 од ветеното за странски инвестиции е и реализирано, покажува мегаистражувачкиот потфат на Бирн. Јани Макрадули се уште го очекува ветениот хотел во центарот на Скопје. Овде на 1 септември 2009 година владата му убедуваше дека ќе пиеме кафе во хотелот. За жал и покрај сите напори тоа да се случи од моја страна не се реализира. Зошто Македонија е на дното во светот според квалитетот на образованието? Нашите ученици им недостига практично, односно применливо знаење. Ова е кабинет по биологија во Куманово, а ова кабинет по физика во Љубљана. Институциите во Македонија играат пинг-понг со одговорноста. И за вечер имаме саботажа. Бидете на Алсат, со содржините се враќаме по паузата. Гледате 360 степени. ДУИ продолжува да тактизира со одлуката кому ќе му се приклони за формирање нова влада, а во партиската и јавната битка за и против една или друга опција, еден од аргументите што се користи е така наречениот мајски договор од 2007-та, кој според ДУИ предвидува победниците во македонскиот и во албанскиот кампус да ја формираат новата влада. И додека подпредседателката на партијата, Теута Ариф, излезе со јавна теза дека мајскиот договор овој пат е неприменлив, зашто ДУИ не е апсолутен победник во албанскиот кампус, портпаролот на партијата Бујар Османи викендов во интервју за Гласот на Америка уште еднаш го реафирмира принципот победник со победник. Во прилог на дебатата што деновиве се одвива на оваа тема, ве подсетуваме на одговорите на тогашниот премиер Никола Груевски, соочен со прашање од опозицијата по информациите дека ВМРО ДПМН и ДУИ на 29 мај 2007 година постигнале договор. Еве го диалогот Шекеринска-Груевски од Собраниската седница за пратенички прашања одржана на 31 мај 2007. Господине премиер, ова во мојата рака не е празен лист. Не е празен лист. Нема многу текст, ама има доволно за да покаже дека премиерот, председателот на владата на Република Македонија лаже. Не ја говори вистината. И дека тоа го прави во Македонското собрание, пред пратениците, меѓутоа дека истото го прави пред целата македонска јавност. Ова е документ, договор, текст, лист хартија, во кој што стои дека на 29 мај две партии, ВМРО ДПМН и ДУИ, се договорила. Потенцирам, се договорила. И тоа со присуство на меѓународни представници. Значи, прашањето до премиерот е како може председателот на владата на Република Македонија да лаже пред македонските граѓани. Како може ептен да ја заобиколува и да не ја говори вистината. Ниту сме подпишали документ, ниту сме имале намера да подпишеме документ, ниту ќе подпишеме документ. Тоа што господја Шекеринска го држеше во рака, веројатно, не го знам, но веројатно се работи за некаков или нечии записник од разговорите кои што ниту е подпишан, ниту може да има било каква тежина на документ. Ниту може да има таму член, бидејќи член има во документ. Член не може да има во парче лист хартија што некој си направил записник за себе или за некого. Значи, многу е јасна сега манипулацијата и драго ми е што се отворија картите,
И убаво е да го покажете тој документ вака јавно, да видат граѓаните дали на тој документ има некаков подпис. Тоа не е документ. Тоа е некаков си записник што си го направил некој, веројатно што бил присутен, ако не е тотално измислен. Не знам што пише таму, но доколку има нешто што е близко до вистината, најверојатно се работи за некаков си записник не подпишан од никого. За тие прашања кои што ги спомнавте, поврзани со закон за поранешните припадници на ОНА или поврзани со закон за двојазичност, односно закон за јазици кои што би значило двојазичност на цела територија, не постигнавме согласност, ниту пак постигнавме согласност за така наречена Бадентерова влада. Но согласни сме со секоја политичка партија и во минатото, и во иднина, да разговараме за секој прашање што ги интересира. Една работа е да разговарате, а друга работа е да постигнете согласност. Тоа е целата вистина по ова прашање. Значи, кој лаже, ќе покаже времето. Јас сум многу комотен, бидејќи 12 скоро години, 11 и нешто години сум на политичката сцена, имам една особина да внимавам кога нешто зборувам и кажувам, и да внимавам исто така кога другите лажат, па што им следува после тоа. Затоа што на лагати се кратки нозите. Порано или подосна, вистината ќе се исплива на површина. Таа е како шило. Ќе боде лево, десно, напред, надале, на крајот ќе исплива. Таа мора да исплива на површина. Така што прилично сум комотен по ова прашање, чекам само времето да си помине и да си се види кој лаже. Премиерот со денешниот обид за неодговор призна дека овој документ покажува дека двете партии се договориле. Многу е интересно што председателот на владата и на ВМРО-ДПМН е вели вака. Знаете, ние не се договоривме, бидејќи не подпишавме, имаме само усна согласност. Па, господине премиер, во секоја нормална држава, зборот на премиерот вреди повеќе од подпис. Зборот на човек кој денеска ни се фали дека тоа што ветил исполнувал, јас барем во мојата глава, вреди повеќе и од подпишан документ. Денеска вие велите, јас се договарам за се, добивам записници за тоа што усно сум се договорил. На тој усен договор ги поканувам представниците на Соединетите Американски држави и Европската унија, ама утре ќе кажам дека тој подпис не важи. Таа усна согласност не важи. Господине премиер, ова е несериозно. Несериозно е. Времето ќе си каже кој е во право, кој лаже, а кој не лаже. Има тука народни поговорки, да не ги спомнувам, за лагата и за вистината. Времето ќе си покаже, вие мафтете сега со документот. Јас ви кажав што сум прифатил во тие усни усогласености, 3 работи, што не сум прифатил. Времето ќе протече, снимките си стојат, кој што кажал, како кажал, ќе се види народот во Република Македонија. Дали ќе има од наша страна прифаќање на двојазичност, дали ќе има други работи за кои што зборувавме. Така што ќе си дојдат работите на своје место, прилично сум комотен по тие прашања. Во право е екс-премиерот дека снимките остануваат и дека се добар потсетник за наравот на многумина на политичката сцена, вклучувајќи го и него лично. Остануваме на темата нова влада. Британскиот амбасадор Чарлс Гарет вели дека основна задача за новата влада е да ја ослободи Македонија од она што во извештајот на Европската комисија се опишува како состојба на заробена или киднапирана држава. Со амбасадорот Гарет разговараше Владимир Мирчевски. Ambassador, there are ongoing political talks for the creation of a government which, according to the international community, needs to be reform-oriented. What do you understand for this, under this term of reform-oriented? And would in the future government be people who in the last few years, according to European Commission reports, weren't well known for pushing the reform agenda? The basic task is for the incoming government is to roll back what the European Commission have called the capture of state institutions. That's an enormous task. It's not just about introducing a law here or a law there. It's about changing the behaviour of institutions and individuals. So it'll take time and concerted effort. The great news for Macedonia, though, is that that is set out with some clarity and detail in the country report itself, also in the urgent reform priorities, the Priba report and the Pržino agreement.
And they detail what needs to be done in specific sectors, like judiciary, the public administration, the media, and so on, the work against anti-corruption, against corruption. And alongside that, they also set out the need for full accountability for questions raised by the wiretap allegations, so for full investigation of those allegations and follow up. And that's a big task in itself. We, of course, like other members of the international community, stand ready to help Macedonia in that task. It will take time and it will take determination, but it can be done. What if there is a government which is not very keen on the urgent priority reforms, which are the essence of returning country to the European path? Well, that's a hypothetical question, of course, and I think what I'd say is that the reforms themselves are absolutely clear. Why those reforms are needed is absolutely clear, and what needs to be done in order to implement them is absolutely clear. The benefits for the country are absolutely clear, and for its people. So why would an incoming government not want to deliver that? And as I say, although it's a tough task, we stand ready to help in any way that we can. In your recent blog, you've given a vision for Macedonia in the next 10 years. In it, the name issue is solved until 2020. Looking from the current perspective, having in mind previous experience, this sounds optimistic. But at the same time, your assessment is that in 2027, Macedonia will be negotiating for EU membership, and that sounds pessimistic. Well, I wrote the blog as a reaction to many conversations over recent months, in which I've been struck by how often we found ourselves talking about what was happening today, or what would be happening tomorrow, or what needs to be done in the next day or 2 days. In other words, they were very short-term conversations. And I guess that's natural in a political crisis, that people think short-term. But it's also very important in a political crisis to think strategically, to look more long-term about where one wants to get in 5 or 10 years' time. So this blog was really just a way of feeding that debate, of stimulating that debate, if you like. It certainly wasn't about scientific analysis or prediction of where Macedonia would be in 10 years' time. I mean, on the name issue, it's a phenomenally difficult, intractable dispute. It's been going on for a quarter of a century. So maybe 3 years is optimistic, but you could also say that it's something which absolutely has to be resolved by Skopje and Athens if Macedonia as a country is going to move forward with any purpose. In terms of still negotiating with the European Union in 2027, well, maybe that is pessimistic, but as I say, it wasn't a scientific prediction. What is your vision for Macedonia in 2027? Го видовте интервјуто на Владимир Мирчевски со британскиот амбасадор Гарет. Ќе одиме на нова пауза, а по неа имаме уште интересни содржини. Едва 1/3 од ветеното за странски инвестиции е и реализирано, покажува мегаистражувачкиот потфат на Бирн. Јани Макрадули се уште го очекува ветениот хотел во центарот на Скопје. Овде на 1 септември 2009 година владата му убедуваше дека ќе пиеме кафе во хотелот. За жал и покрај сите напори тоа да се случи од моја страна не се реализира. Зошто Македонија е на дното во светот според квалитетот на образованието? Нашите ученици им недостига практично, односно применливо знаење. Ова е кабинет по биологија во Куманово, а ова кабинет по физика во Љубљана. Институциите во Македонија играат пинг-понг со одговорноста. Во изминатите 10 години, владата ветила 138 странски инвестиции во Македонија, кои ќе отворат повеќе од 60.000 работни места. Настрана од политичката магла, фактичката состојба на терен е дека од сите најави, реализирана е само 1/3. Им беа потребни месеци, но новинарскиот тим на Бирн Македонија успеа прв пат во државава да изброи и документира точно колку од најавените пари се инвестирани, колку фирми дошле во земјава и колку луѓе вработиле.
И не само тоа, им успеа на прегледен начин да ги стават сите тие податоци на увид на јавноста. Зошто медиумите се први што ги откриваат бројките, а не владата? Една од темите за која малку подоцна ќе разговараме со Ана Петрушева, директорка на Бирн Македонија. Пред тоа, зошто е важна оваа база на податоци? Александар Димитриевски. Оваа слика во центарот на Скопје е непроменета барем 8 години. Под замрзнатото езеро се темелите на објект кој требаше да биде луксузен хотел на групацијата Радисон. Инвестиција од 68 милиони евра на фирма од Велика Британија, тврдеше во 2008 година тогашниот премиер Никола Груевски. Лага, тврдеше тогашниот пратеник на СДСМ Јани Макрадули. Овде на 1 септември 2009 година владата му убедуваше дека ќе пиеме кафе во хотелот. За жал и покрај сите напори тоа да се случи од моја страна не се реализира. Макрадули не само што не доби кафе, туку изгуби и 2 тужби за клевета, зашто неговата партија и тој мораат да инвестираат неколку илјади евра. Но според него, најмногу загубија скопјани и државата. Па секако во центарот на градот едно вакво земјиште е поприлично атрактивно. Под наводници дека тоа ќе биде за некој странски инвеститор, власта го даде за багателна цена. Се покажа тоа дека го дава на фирма која што никад нити работела хотелиерство, нити има такво искуство. Очигледно земјиштето требаше да биде доделено во сигурни раце на дел од фамилијата. Која е употребната вредност всушност на оваа најавена инвестиција, особено со оглед на фактот дека и по 10 години на локацијата нема објект? За жал се виде дека тоа само се покажува и сега. Јасно се гледа дека тоа беше само еден маркетиншки трик, дека Македонија е атрактивна земја за странски инвестиции. За судбината на оваа неостварена инвестиција побаравме став и од властите. Зошто пропадна инвестицијата? Дали државата го искористила правото да си ја врати парцелата и да го казни инвеститорот? Беа само дел од нашите прашања. И по неколку дена чекање, Министерството за транспорт не ни даде одговор. Но јавно може да се провери дека газда на парцелата сега е нов инвеститор, турски Лимак. Веќе 4 години се поминати од нивното ветување дека таму ќе има деловни и стамбени згради. Неизградениот хотел за Драмстор е една од најголемите најавени, но неостварени странски инвестиции во Македонија. Подсетивме на него, бидејќи е дел од првото новинарско истражување кое на едно место ги анализира сите најавени странски инвестиции во земјава во последнава деценија. Авторите, новинарскиот тим на Бирн, ги ставиле сите наоди на интернет страница каде секој може да провери колку фабрики, пари и вработувања биле ветувани, а колку реално се оствариле. Еден од суштинските податоци кои што ги дава ова истражување е дека во последниве 10 години во Република Македонија биле најавени странски инвестиции во вредност од 3,8 милиарди евра. Од нив реално се реализирале само нешто повеќе од половина милиарда евра, односно околу 6,5 пати помалку од она што било најавено. Базата нуди податоци за тоа каде се инвестирани парите кои стигнале во земјава, но отвара и големо прашање каде испариле милиардите кои не влегле во Македонија. Анализите на новинарите покажале дека и неостварените инвестиции биле од корист. Случајно или не, најмногу инвестиции се најавени во годините кога се бирал нов парламент. За пример, во 2016-та биле најавени 26, а во 2014-та рекордни 29. Во годините кога немало парламентарни избори, има и помалку најави за странски инвестиции. Во 2015-та владата најавила 20, а во 2013-та биле ветувани најмалку 17 странски инвестиции. Иако реалноста е посиромашна од фалбите, со странски пари кои дошле во земјава отворени се десетици фабрики, каде работа нашле 20.000 луѓе. Но и оваа употребна вредност не е чист ќар. Странските инвеститори, особено во слободните зони, не плаќаат речиси ништо во државната каса, а добиваат пари од буџетот како субвенции. Со бројките, колку Македонија директно потрошила на привлекување странски инвестиции,
А колку директно добила, активно се занимава Институтот за општествени и хуманистички науки. Главните наводи се дека државата потрошила вкупно 160 милиони евра во овој период за поддршка на странските инвестиции. Странските инвестиции понатаму тие пари исплатиле во тој цел период околу 92 милиони евра за плати, што значи дека државата повеќе им дава на странските инвеститори пари, отколку што тие исплаќаат плати, а во исто време странските инвеститори реализирале нето добивка од 235 милиони евра, односно скоро 3 пати повеќе отколку што исплатиле плати. Но која е тогаш употребната вредност на странските инвестиции, ако и тие што се оствариле, економски, на државната каса и направиле повеќе зијан отколку ќар? Многу полесно е вие да се извадите за неуспех од ветување, за неостварени ветувања, кога се странски инвестиции во прашање, отколку кога се домашни инвестиции, затоа што ако не изградите клинички центар, а сте ветили дека ќе го изградите, одговорни сте вие. Но ако кажете некоја странска компанија вети дека ќе инвестира во Македонија па се откажа, ќе кажете не сме ние виновни, со брата Рој е виновен, го затворил во Индија, не сме ние виновни. Така што тоа е едното објаснување, но има едно друго објаснување, а тоа е дека владата може би инвестира во поддршка од Западот, затоа што практично со овие политики за привлекување странски инвестиции, владата им дава директна помош на странските компании, повеќе отколку што тие трошат кај нас, практично директно ги субвенционира нивните добивки и тоа е на некој начин може да се третира како обид да се купи поддршка од Западот. Сите овие дилеми и прашања може би имаат и друг, логичен одговор, но преку факти тој не може да се провери. Информациите како колку пари и за што добиле одредени странски инвеститори, веќе 10 години е класифицирана информација. Со тоа, строго доверлив и прецизниот одговор, која е вистинската употребна вредност на странските инвестиции во Македонија. Тајната може би е заклучена, но секое ново истражување се посилно тропа на вратата, која еден ден мора повторно да се отвори. Реков, наша гостинка вечерва е Ана Петрушева, директорка на Балканската истражувачка новинарска мрежа Бирн Македонија. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер. Моите честитки за овој, реков, мега истражувачки новинарски труд. Колку долго го подготувавте, колку напор требаше за сето ова на ваков систематизиран начин да може да и се стави на увид на јавност? Добро, можевте да видите дека се работи за комплексен проект. Тимот на Бирн Македонија работеше интензивно на ова истражување повеќе од 6 месеци, бидејќи е комплицирано прво да се утврди вкупниот број на инвестициите, потоа да се најде колку точно најавиле вредност на инвестицијата, колку вработувања, бидејќи неретко овие бројки варираат без оглед, например, дали ќе го земате бројот кога е ставен камен темелник на одредена фабрика или пак кога е подпишан некаков меморандум за соработка и така натаму. И во исто време се работи за фирми кои се приватни и кои со самото тоа не подлежат на законот за пристап до информации од јавен карактер, па со самото тоа моравме да се подпреме на бројките од Централниот регистар и финансиските извештаи кои што ги поднеле овие фирми, за да можеме да утврдиме колку е вложено. Тие бројки се однесуваат во овој момент за вредноста на инвестициите заклучно со 2015 година, додека во таму после март за неколку месеци кога ќе се поднесат новите финансиски извештаи, ние ќе направиме повторно, ќе обновиме базата со нови податоци. Но методолошки таа е воедначена и нема дилеми околу тоа дека методолошки е доследно направена базата. Да, бидејќи се однесува, бидејќи податоците се исклучиво од Централниот регистар, значи не се работи за некаква проценка, анализа, туку за податоци за нетаковните средства, односно што е вложено од приватните фирми во Македонија кои што се именувани како странски инвестиции. Додека пак бројот за вработени се однесува на 2016 година. Сега во сево ова морам да кажам, бидејќи бевме упатени на бројките од Централниот регистар, од фирмите не можевме да бараме, немаме законски право да бараме податоци. Баравме од владините институции одговори, меѓутоа тие беа прилично нереспонзивни. Добивме некои одговори од Агенцијата за странски инвестиции, меѓутоа од повеќето други институции не. Да, тоа е голема тајна сиве овие години и оттаму и вредноста на овој ваш истражувачки труд. Вие во вашите пропратни текстови денеска со базата велите дека
ова истражување нема претензија да биде економска анализа. Што е целта на Така е, потфатот? бидејќи темата за странски инвестиции многу често доминира во медиумското известување и особено во предизборниот период, така што ние сме бомбардирани многу често со податоци за тоа колку се најавени инвестиции, колку милиарди, милиони ќе влезат во Македонија и колку илјадници луѓе ќе бидат вработени. Меѓутоа, тука завршува приказната. Јавноста нема прилика, нема увид во релевантни податоци што од сето тоа е остварено. И затоа оваа база не е, како што рековте, не претендира да биде економска анализа, туку е новинарски производ, обид да се демистифицира, да се симплифицира една тема која е од исклучително важен јавен интерес. Но е добра основа сега за економски анализи. Така е, така е. Јас мислам дека многу различна публика ќе има бенефит и ќе биде интересна оваа база. Знаете како, ние ако се вратиме на нашата стара база, која што работевме за трошоците за Скопје 2014, сега излегува, например, дека во Македонија влегле помалку странски инвестиции од она што е потрошено 670 милиони евра за Скопје 2014. Да, интересна оваа споредба. Еден интригантен податок се појавува, велам, во овие текстови кои што денеска одат заедно со систематизираните податоци што ги објавуваат, а тоа е дека меѓу странските инвеститори е и син на министер за странски инвестиции во владата. За кого станува збор, за која фирма? Дали е таа меѓу оние кои што добивале субвенции од владата? Дозволете ми да не открием вечерва за кого станува збор, бидејќи ние планираме и дополнителни истражувања во наредните денови. Истражувањето покажува, открива повеќе трендови. Значи, од тоа дека инвестиции повеќе се најавуваат во години кога имаме избори. Од тоа дека имаме собственици кои се кријат во офшор фирми. Имаме инвестиции кои потоа многу најавувани не се спомнуваат во разни партиски и владини отчети. Така што има различни трендови кои што верувам и се надевам дека ќе послужат за многу други новинарски истражувања. А за ова што го спомнавте, мислам дека ќе откриеме во наредните неколку дена за кога се работи. Добро, вреди да се почека. Благодарам што бевте дел од 360 степени и уште еднаш честитки. Што е причината за поразителните резултати од тестот за нивото на знаењето на 15-годишните ученици во Македонија, кои ги откри така нареченото PISA тестирање, кое се смета за најрелевантна споредбена проверка за квалитетот на образованието во државите поединечно. Од 73 земји опфатени со тестот за математичка, научна и јазична писменост, полоши резултати од Македонија имаат само Косово, Доминиканската република и Алжир. Она што дополнително фрапира е комплетниот молк на институциите по ваквите резултати. Славица Филиповска ја истражуваше темата, а како реперна точка ја користеше Словенија, која е со најдобри резултати во регионот и меѓу првите 15 во светот. Јас сум Бојана Пешова, имам 18 години и учам во Радојовшевски Корчаген. Па може да се каже во градски парк дека ми е омилено место, затоа што место каде што можам да се опуштам, па најчесто кога сакам да купувам нешто или да се релаксирам во ГТЦ, како малечка го памтам, по пријатни емоции ми буди. Училишниот ден за Бојана заврши. Во незиниот распоред време е за кафе со пријателите. Никола и Симона веќе ја очекуваат. Здраво. Ако кажам дека во последниот месец е еднаш или два пати, затоа што цело време или јас имам за учење или он има за учење, мислам, кога сме во школа, многу поред, колку кога сме на распуст, например, се дружиме многу почесто, али
Сега слабо многу. Не може да се каже дека секој ден со радост тргнувам на училиште, затоа што некои денови ги имам тие часови каде што морам да седам цел час и да кјутам и да климам со глава и тоа е се што правам на неколку часови. И видете мајака книга. Чета. Мојака. Што малка? Не може. Видите, многу е добра. За културите. Многу од учебниците не се во текст со наставните и учиме нешто што е застарано и што самите професори ни кажуваат дека ова е застарано, ама мора да го учите, ќе го имате на екстерно и тоа е тоа. Еден мој просечен кабинет во кој проаѓам 45 минути е празен со бели ѕидови, нема креативност, нема ни еден хамер, па да отидете сред лето во некоја школа и да влезете во некој кабинет, вие нема да знаете, нема да видите дека 9 месеци уназад се одржувала настава внатре. А компјутерите ни фаќаат прашина и служат само за екстерно тестирање. Има некои делови од училиште што ме мотивираат до некаде, ама многу често од кога ќе добијам еден наплив на мотивираност, брзо е блокирано од нешто друго, ако нема многу простор да се развие. Тројцата средношколци слушнале за резултатите од PISA тестирањето. Нивните соученици на 15 годишна возраст добија поразителни резултати на тестот по научна, математичка и јазична писменост, а Македонија се најде на дното од листата на 73 држави. Заедно со учениците разгледавме дел од прашањата на PISA. За едно од нив, поврзано со метеориди и кратери, беше лесно да се најде одговорот, бидејќи во PISA тестот беа дадени и можните решенија. Па ги прашав: колку повеќе се приближува метеорот кон Земјата и незината атмосфера, неговата брзина се зголемува. Зошто? Јас мислам дека е под В. В. В? Точно. Одговорот овој пат да се добие беше лесно. Учениците се сетија и зошто. Овие работи за зголемување на брзина ги учевме меѓу основните во 7 одделение. Но на следното прашање, за кое немаше понудени можни одговори, потешко им одеше. Прашањето се однесуваше на преселбата на птиците. Во објаснувањето од PISA стои дека секоја година волонтери ги бројат птиците преселници на одредени локации, со цел да ја утврдат нивната рута. Од учениците се барало да понудат одговори зошто може да се сгреши во броењето на птиците. Мислам дека го бараме комплицираниот начин да се реши проблемот. Некако тоа што е едноставно не изгледа дека не е точно, не би сигурно кога ќе го видам вака прашањето, се викам сигурно има нешто екстра комплицирано за да се објасни ова. Па може некој ќе пропушти некоја птица да ја изброи. Да. Одговорот за кој учениците мислат дека ќе се посрамотат ако го кажат, всушност е точниот одговор. Државата молчи по објавувањето на резултатите. Но PISA тестот ги загрижи невладините кои ги следат образовните политики, но и самите спроведуваат истражувања во Македонија. Во PISA учествуваат ученици на 15 годишна возраст и ова тестирање не е поврзано со наставната програма во државата во која што се спроведува, туку напротив е на одредено возрастно ниво и како репер е земено 15 години. Дополнително, оваа година PISA беше фокусирана на тестирање на знаењата од природни науки, а дополнително се мерат и математика и читање. И резултатите се полоши од колку првиот пат кога сме учествувале. Нашите ученици им недостига практично, односно применливо знаење. Тоа е тоа што PISA го бара, а тоа е тоа што нашиот образовен систем за жал не ги образува нашите ученици. Лошите резултати имаат уште попоразителни димензии. Фондацијата направила истражување за почетната јазична и математичка писменост кај второ и трето деленците во земјава. Многу ученици кога ќе го слушнат зборот зошто во прашањето, едноставно како да се блокираат или што мислиш ти. Па дури имавме во една задача што мислиш зошто треба да ги миеме забите и многу ученици едноставно молче. Во математиката се соочивме
особено со проблем при решавањето во првичните студии со решавањето на текстуалните задачи, што може би е и поврзано со воведувањето на Кембридж програмата, односно програмата по математика за оделенска настава во тоа време само од Кембридж испитниот центар. Имено според оваа нова наставна програма по математика, учениците треба да почнат со решавање на текстуални задачи уште во прво оделение, а како што напоменав, читањето го учат во второ оделение. Што значи учениците не можат ниту да ја прочитаат задачата, за да можат да ја постават и да ја решат задачата. Зошто учениците не можат да најдат одговор на прашања о секојдневието? Разочаран и наставникот по биологија Селедин Дестани, кој низ долгогодишната кариера работел со илјадници ученици во Куманово. Puna e punëtorit të arsimit është punë për mua e punë e shenjtë, profesionisht shenjtë është. Po pse po them këtë? Të edukojsh breza të ri dhe të punojsh me fëmijë të cilat dikushin na i kanë lënë në dorë në besim tonin, edhe të, në fund të mos kemi sukses, ajo është mëkat, ajo është një zhgënjim për mua. Kabineti im, për shembull, siç po e vëreni këtu, është i ndërtuar diku 74. Dhe mjetet, ato mjete janë të skaduar, ato mjete nuk vlen për asgjë. E tani, nëse më parë me përgatitet tereni për të zbatuar plan programin e Cambridge-it, është deshtë edhe ky kabinet të furnizohet me mjetet e duhura. Наставникот признава дека часот не го посветува максимално на учениците, оти е обврзан да внимава и на административните работи кои се наметнаа со низата промени во образованието. Реформат para se të bëhen mbas mendimit tim, është deshtë mirë të përgatitur për me mujt ato të realizohen ashtu siç duhet. Mirë, po çka ndodhi? Ndodhi ajo çka nuk është deshtë me ndodh. Zbatimi i ditarit elektronik dhe evidenca pedagogjike dhe administrata. Neve atë shumë na ka lodhur këta vitet të fundit, saqë ne kohën më të mirë që kemi pas nda për nxënësit, është dashur me ia kushtuar bësh editarit apo administratës. Наставникот вели дека одговорот за состојбата треба да се бара во институциите, бидејќи тие ги спроведуваат образовните политики и го одредуваат неговото темпо на работа. Зошто Македонија се најде на дното на PISA листата? Националниот координатор од Агенцијата за европски образовни програми, Дејан Златковски, телефонски ни рече дека во последното спроведување на PISA во Македонија учествувал волонтерски. Одговори неупати да побараме во Министерството за образование и Државниот испитен центар. Од Министерството за образование ни рекоа дека целата процедура течела преку Државниот испитен центар и неупатија таму да ги бараме одговорите. Од Државниот испитен центар велат дека биле задолжени само за техничко спроведување и за сите прашања неупатија во Министерството за образование. Обидот да добиеме коментари од Бирото за развој на образованието заврши со препорака да се упатиме во Државниот испитен центар. Од тука велат дека испитниот центар прво треба да направи анализа на што се должат лошите резултати, за подоцна тие да може да се коментираат во јавноста. Без одговор останавме и за нашите барања за интервју со министерот за образование Пиштар Лютвију или неговиот заменик Спиро Ристовски. Во лавиринтот на одговорноста која талка од институција до институција, како и ние во сторијава, и по речиси 2 месеци од објавувањето на резултатите за PISA, нема одговор што надлежните ќе преземат по поразителната оценка за знаењата на учениците во Македонија. Но ова не е случај со Словенија, држава со најдобри резултати во регионот и меѓу најдобрите 15 во светски рамки за PISA. Еден телефонски повик и официјален имејл во нивното Министерство за образование беше доволен да се договори интервју со министерката.
Lots of academics, lots of professional people working in these areas have been included in preparation of different projects and different activities, and we will continue with that. We also had support through European funds, and we used European funds for improving, for example, of reading literacy, and also involving these different projects being supported by EU to different levels of schools, bringing in new technologies which can help every kid to learn quicker, better, and have also the enjoyment in it. And on the other hand, keeping the so-called classical methods. Our school system is, at least by our opinion, and now with the proof of different analysis, good. It's highly inclusive. This means that everyone can be a part of it and can enter it. This is very important for the future development of Slovenian society. Колку е ова важно за професорите и учениците во Словенија? Jaz sem Petar Gabrovec, predajem fiziko tu u gimnaziji Bežigrad, sad već 27 godina. Škola je obezbeđena stvarno, mogu reći, optimalno sa instrumentarijem koji mi treba. Dosta je tu bilo napravljeno i sa strane države, recimo sa obezbeđivanjem, sa opremom, pogotovo recimo sad u zadnje vrijeme sa senzorima koji se mora onda, da se mogu sprovoditi eksperimenti koji se prate sa kompjuterom, tako da mogu i đaci sami raditi eksperimente. Ako vidim da su časovi za đace interesantni, da ih nekako mogu motivirati, primjećuje se to odmah kad vidiš onda postaviš neko pitanje pa ih integriraš nekako, onda se oni pokušaju to riješiti i uspiju, onda je to sigurno neka motivacija i za njih i za mene, kako vidim da smo ipak nešto naprijed došli i to je ono što je onda motivacija za mene sigurno. Професорот вели дека и матурантите во Словенија полагаат државна матура, но таму и експериментите влегуваат во оценката. Jedan dio ovih časova izvođen je ovako da đaci sprovode sami ili recimo u dvojici ili trojici eksperimente. Kod nas je ovako da u svakoj godini ima 10 časova kad se đaci podele. Recimo, ako ima 30 učenika u razredu, onda se podele 15-15, tako da ih je manje u grupi i oni mogu onda samostalno raditi ove eksperimente. To je onda i na kraju izobraživanja isto je to i dio ocjene na maturi. 20% ocjene dođe iz ove ocjene laboratorijskog rada. Училиштето е опремено со компјутери само во кабинетите наменети за компјутерско истражување, а објектот поседува различни катчиња за култура и забава. Ова е долгиот список на постигнувања на учениците само на меѓународните олимпијади по физика. А кога системот нуди креативност, задоволството се гледа и кај учениците. Имамо лаборатории за хемијо, за физико, за биологијо и усе кој имамо ваје при тех предметих, рес имамо усе на волјо, се прави се рес лахко пач видимо како то делуе рес 100%. Но освен училиштата, се чини дека во голема мерка внимание за доброто образование посветуваат сите чинители во општеството. Жителите на Лјубљана имаат на располагање 25 јадни библиотеки, опремени со литература за сите генерации. Учениците до 18 години не плаќаат никаква членарина, а се повеќе се зголемува бројот на читатели во Словенија. Дури и самите библиотеки преку проекти преземаат мерки со цел да ги мотивираат младите што повеќе да користат дополнителна литература. Најголема од нив е библиотеката Отон Жупанчич, сместена во центарот на Лјубљана со 1.800.000 годишни посетувања. Речи си колку што има жители Словенија. V slovenski zakonodaji šolski je tako, da nobena šola ne more biti brez šolske knjižnice in imamo celo leto v bistvu izobraževanja
mladinskih in pa šolskih knjižničarjev za delo z mlado populacijo. Ne. In potem vsako leto pravzaprav določimo neko temo, ne, o kateri se celo leto pogovarjamo in pridobivamo tudi zunanje predavatelje, avtorje, založnike in tako naprej, ki pravzaprav tem šolskim knjižničarjem in pa mladinskim knjižničarjem iz knjižnic predstavljajo različne novosti in zanimivosti in teorijo in prakso na področju bralne kulture. Ne? Снимањето во Лјубљана го завршивме за еден ден. Вечерта ја напуштивме Словенија со чувство на поразеност. Постојано ја споредувавме состојбата во образованието во две независни држави, кои до не така одамна беа дел од иста земја. Во 360 степени вечерва стигнавме до саботажата на Сречко Поповски. Да видиме. Утринските програми на телевизиите се како мали дежурни амбуланти во кои секој пациент си го наоѓа својот лек, благодарејќи на ведрите водителки, кои полни со страсти насмејани до уши се обидуваат дури да им ја олеснат столицата на верните гледачи. Еве сме повторно назад во студиото и како што пред малку ви најавив, денес разговараме на темата хемороиди. Хемороидите всушност представуваат воспаление на вената што се наоѓа на ректумот и е сместена во правото црево и анусот. Оваа тема која задира во внатрешноста на органот во кој се туткаат влюбениците во благодетите што ги носи власта, го определува и правецот на действување на сите оние што не ја сакаат таа близина. Нив ги нема на официјалните листи со заслуги, туку нивниот неспорен авторски квалитет се третира како тоалетна хартија, само поради слободоумноста и интегритетот. Ним, фронтмените на културната преродба, дрско им препорачуваат заслугите да не се ги бараат од сопствената држава, туку да им се обратат на режимските архивни пријатели. Треба да бидат упорни, да бараат, ако не тука, треба да бараат друг начин, еве кај овие плутократи, или да конкурираат во фондации кои делуваат од странство. Ова јавна деградација и посочување со прст кон неистомислениците јасно ги покажува стандардите на кои се темели општество во кое тие се исклучени. На таквиот лош системски вграден дефект предупредува дури и родоначалникот на модерниот правен волунтаризам, кој тогаш кога треба покажува високо ниво на свесност за причините и за последиците од сопственото однесување. Кога политиката ќе го поклопи правото, тука работите, мислам дека не може да одат многу добро и многу далеку. Кај нас не е само правото, туку се е поклопено од политиката, дури и сфери во кои таа треба да биде исклучена затоа што имаат сосема друга мисија. Но, кај нас веќе никој не сме ниту да помисли да се крсти дури ни на црква, и тоа во вистинска смисла, особено кога и нејзините проповедници, наместо да го чествуваат богојавление, улога на партиски, а не на Божи слуги, си ги слават и благословуваат своите фаворити на земјата. Нека нашиот градоначалник, бидејќи скоро се изборите, му благодариме за ова што ни го приредува веќе неколку години, нека се кандидира и дај Боже повторно нека добие. Нему пак фокусот не му е во мандатот, туку во изгледот за кој се обидува да добие позитивна оценка од публиката, однапред калкулирајќи со незадоволството што може да го предизвика, но политички, префрлувајќи одговорноста на стилистот што се грижи за него. Нова фризура, синоќе на фризерката и викам, гледаме утре на телевизијата и бара си и критиките и викам как си ме острижила. И на крајот, за оние кои што одамна расчистиле со косата. Не бараа ништо, само дојда као да ми порача нешто, да ја затворам устата. ВМРО-вските бербери веднаш преземаат акција за средување на изгледот, ама само кои оние кои веќе немаат влакна на јазикот. Завршуваме за вечерва. Следното наше издание е в петок од 22:30. Благодарам што бевте со нас. Пријатно.